Мене денеска еден граѓанин од оној дел што е од Алумина, што иде према трговски центар Олимпико, значи граѓани кои што живеат во тој ултра ужасен субстандард и дел од граѓани на кои што куќите им се срушени, меѓу време планот е паднат на Уставен суд. Изработивме план во кој што имавме 5 анкети. И сега чека повеќе од 9 месеца на одобрување во Министерството на транспорт и врски. И кажува човеков дека се сретнал со претседателот на владата Мицкоски, му кажал за проблемот и така натаму. Знаете што му рекол? Дали може да се стрпите наредниве 7-8 месеца, демек да иделе на локални избори, па кој ќе победеле на локални избори, нема проблем, ќе бидат одобрени урбанички планови. Му викал да дојдете да видите во што живееме. Страшно. Во каква влага, во какви услови живееме, дури со полски вецења. Крововите ни течат. Луѓе има кои што им се срушени куќите. 4 или 5 луѓе од тие што им се срушени куќите се починати и он не може да ни простат нивните семејства што тие луѓе се испратени во вечното почивалиште од Кирија. Од под Кирија, не од собствениот дом. И он му вика да се стрпите, да дојдете. За него све се изборите. Да. Ете, тоа е ВМРО да помене. Инат. Ја ако победувам, ќе играме фудбал, ако не ќе си ја земам топката. Ете, тоа се они. Нивниот имнат, нивната обструкција. И ќе одел на избори во Карпош. Со кој лице? Што ќе одиш бе на избори во Карпош? Кажи бе едно проектче за овие 4 години, кој што си го предложил во Карпош да се за едно. Само обструкција, само против. Секоја седница на совет по 2 сата се расправаме за дневен ред со тие и ќе оделе на локални избори, барат поддршка од граѓаните. Зашто? Да немаш никаква забелешка на буџетот и да гласаш против буџет на општина. Да. Во историја на Карпош за 49 години не се случило да не се гласа советница, да не гласат буџет. Они се први легенди.